Јас се гледам како министер во образованието. Треба да се направат неколку промени. Дел од тие треба да се подобри образованието до некој степен. Согледувањата на студентот Буревски се соодветни и на професорот Кирил Барбареев. Сите состојби кои што се случија со нарушувањето на индустријата во нашето општество, целото тоа се одржуваше на развојот на средното образование. Од друга страна, колку сме ние отворени за реформи и промени, исто така наше прашање на институциите на кои што работиме, но и на целокупната општествена јавност. Големиот број недоречени и погрешни реформи нашите ученици ги заковаа на последните места по знаење. Кои се причините? Причини има многу. Причини има од услови на работа, од подобрување на концептот на високообразовните институции, менување на методите на работа, отвореноста на институциите, инвестициите во образовниот систем. Така да тоа се фактори во кои што се лоцирани. Нашата држава има стратегија за образование. Лоцирани се сите недостатоци. Вистинскиот пат е можеби долготраен, но всушност повеќе фактори треба да се вклучат институции во подобрување на сите овие теми. Тоа не е работа на една институција. Еден од првите чекори кон реализација на поквалитетен наставен процес е и унапредување на соработката на деветолетките со општината. Но сепак не е на одмет таа соработка да премине на едно повисоко ниво, со оглед на тоа дека сме повикани на таа соработка. Без поддршка од локалната самоуправа, реално не би можеле ние да функционираме онака како што функционираме. Токму поради ова, а по повод 5 октомври, светскиот ден на учителот, Факултетот за образовни науки заедно со општина Штип организираа тркалезна маса. Се дебатираше за училиштето и заедницата, партнери за поквалитетно образование.